Поза. Линкольн. Маестро. Татица, млади тат. Смина чај. Смина. Ја не работи микрофонов уклучен, така. Ѓоко ело до мене. Ти си најфотогеничен. Можеме? Да. Почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Бутел, нема да сокријам, денеска имам големо задоволство, но би сакал да го пренесам и задоволството на граѓаните на општина Бутел, што започнува еден проект кој што е повеќе децениска потреба. За жал многу луѓе во минатото го ветуваа, но ете денес станува реалност. Почнуваме со изградба на коритото на река Серава, поточно во населеното место Радишани во потекот 1400 метри. Најнапред со изградба на коритото, една убава градба од камен, доколку дозволува градилиштето и веднаш со трим патека, доколку не, веднаш од кога што ќе заврши ова корито ќе се изгради трим патека, со што ќе се добие конечно едно вистинско место за рекреација на граѓаните на општина Бутел и повеќе нема да имаат потреба доколку сакаат да рекреираат, да напуштат територијата на општина Бутел. Покрај сите спортско-рекреативни центри кои што ги градиме во населените места, сметам дека ова ќе биде носечко место за рекреација и конечно општина Бутел ќе го промени во директна смисла на зборот својот лик. Овој проект чини 42 милиони денари. Тоа се средства кои што навистина тешко може да ги изнеде на сиромашна општина како општина Бутел, но би рекол со едно навистина домакинско работење и благодарност голема на мојот тим кој што навистина се посвети, еве денеска станува збор за реалност. Би најавил дека овој голем проект ќе продолжи во уште две фази, откако што ќе се изгради во овој потек коритото и трим патеката, ќе продолжиме по течението на реката Серава и во населеното место Бутел 1 исто така на ист начин ќе продолжиме да го решаваме овој горлив проблем. Покрај тоа што ќе стане збор за едно многу убаво катче за рекреација на територија на општина Бутел, и од безбедносен аспект и како важно, но и од еколошки аспект коритото на реката Серава да биде средено. И навистина ми е мило што еден од клучните, би рекол, 3 носечки проекти во предизборната кампања веќе станува реалност и за по договорот кој што го потпишавме со фирмата треба да биде период од 2 години за градба, но јас по однос на тоа што се консултирам со луѓето кои што изведуваат, мислам дека ќе биде и за помалку од година и пол се тоа завршено и конечно ќе добиеме едно убаво место за рекреација. Благодарам. Граѓаните на Скопје Север се жалат дека не се третираат како другите граѓани на другите населени места на општина Бутел и дека многу малце луѓе од општинската предпријатија се водат грижа за чистотијата и за одржување на парковите. Зошто е така? Имаме посебен пункт на работниците кои што се грижат за хигиената на општина Бутел кој што работи во Скопје Север. Посебна бригада со човек кој што посебно работи таму и не се сложувам со ова тврдење. Не верувам дека граѓаните тоа го велат, но можеби некои изолирани групи. Во Скопје Север инвестиравме во реализација на изградба на над 20 пешачки патеки како никогаш до сега. Правиме проекти за уште нови 20 пешачки патеки. Беше во тек, за жал, пропадна заради неорганизираност и подготовка на помош финансиска за градба на фасада и на кровови на зградите, но нема доволен степен на организација, би рекол, нема организирано куќни совети, тој конкурс намерно и помина, но за многу скоро по наш совет од страна на општината на правниците се до тоа ќе го средат граѓаните на општина на населеното место Скопје Север и мислам дека и тоа ќе го добијат. Значи сите предизборни ветувања кои што ги имавме за Скопје Север, исто така изградени се и 2 детски игралишта таму, мислам дека се реализираат.
Почитувани гости, сега ќе ја проследиме химната на Република Македонија. Почитуван градоначалник на општина Бутел, господин Дарко Костовски, почитувани граѓани на Радишани и драги гости, добре дојдовте на овој настан што го означува почетокот на најголемиот проект во општина Бутел, изградба на речното корито и трим патеката на реката Серава. Денес е ден на голема радост за сите граѓани, бидејќи овој проект го чекаа повеќе од 30 години. Почитувани гости, сега ќе го проследиме настапот на членовите на културно-уметничкото друштво Плетеница. Повелете. Sweet
А сега би сакала да го поканам да ви се обрати и да го најави започнувањето на овој голем проект градоначалникот на општина Бутел, господинот Дарко Костовски. Здраво живо на сите. Најнапред од срце да им се заблагодарам на дечињата кои што изведоа химната на Република Македонија, а потоа и на одличната изведба на дечињата од културно-уметничкото друштво Плетеница. Негувањето на македонската традиција е наша должност и во таа смисла ако може да ги поздравиме уште еднаш со Пред се сакам да ви се заблагодарам што во работен ден дојдовте во волку голем број за да го поздравиме сите заедно овој, би рекол, капитален проект за нашата општина, за општина Бутел. Затоа нема да должам многу, затоа што сите имаат денес работни обврски, би спомнал само неколку поенти. Кога размислував дали да биде овој проект носечки, тоест воопшто дали да биде во мојата предизборна кампања, секако дека се информирав за што станува збор. Најнапред можев да забележам дека станува збор за многу скапа инвестиција, инвестиција која што тешко може да ја понесе општина Бутел со својот буџет, бидејќи многу добро го познав буџетот на општина Бутел, бев советник во еден мандат. Но некако како човек лично, но јас и мојот тим сакаме големи предизвици, па одлучив решително да биде дел од нашата предизборна програма, затоа што бев сигурен дека ќе дојде овој ден. Еве, денес стана реалност и фала му на Господ почнува со реализација можеби повеќе децениско барање на граѓаните на општина Бутел, особено во населеното место Радишани, и за жал повеќе децениско ветување од разни луѓе, но денес станува сето тоа реално и конечно започнува изградбата на коритото на реката Серава, а веднаш потоа изградба на трим патека која што ќе го разубави сето ова. Коритото ќе биде велелепно, многу убаво ќе изгледа, ќе биде изградено од камен. Трим патеката ќе биде целосно уредена за да може конечно сите заедно да рекреираме на едно достоинствено место на територија на општина Бутел. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите граѓани на општина Бутел, особено на граѓаните на ова населено место што уште од стартот, но се до ден денеска ми даваат многу голема поддршка и јас собирам сила сето тоа да го возвратам. Би сакал исто така да се заблагодарам срдечно, се заблагодарам на мојот тим што навистина макотрпно дојде до сето ова денеска да изгледа вака, да започне со реализација. Пред да станам градоначалник и не бев толку многу упатен, иако работев поврзано со проекти и претходно во минатото во одредени институции, но не бев толку упатен дека навистина толку е тешко да се изготви било каков проект, особено ваков проект поврзан со уредување на речно корито. Кога ги видов првите показатели како треба да стигнеме до сето ова, некако и демотивирачки ми изгледаше малце невозможно, но започнавме и во таа смисла сакам навистина се заблагодарам и ако може да ги поздравиме административците, сите вработени во општина Бутел кои што работеа на овој проект да почнеме да се. Покрај тоа што ова место ќе биде место за рекреација, ќе ни го разубави Бутел, ќе разубави ова општина, сигурен сум дека нема да има посетители само од општина Бутел, туку ќе има и од надвор нашите граници. Секако дека и еколошкиот аспект е многу битен за уредување на речното корито, но и безбедносниот аспект, кој што нема да дозволи било какво изливање на реката, како што се случувало некогаш во минатото, и во таа смисла ќе постигнеме повеќе поенти, но фокусот на сето тоа е секако финалното користењето на овој простор од страна на граѓаните, не само да изгледа, туку и да го користиме. И како што споменав деновиве, овој проект ќе се одвива во 3 фази. Ова е првата фаза, Здравје Боже, втората фаза е потечењето секако на реката во населеното место Бутел, надолу. Исто така некаде има корито изградено, таму каде што ќе има само трим патека, таму каде што не е доволно добро изградено, ќе има и ново корито, но тоа ќе биде предмет на проектирање во следниот период кој што следи. Време трајање на овој проект тука, изумив да споменам, е согласно нашиот договор со изведувачите,
2 години, но јас искрено мислам дека ќе биде и за многу поскоро, па така да ги охрабрам во оваа ситуација да биде и поскоро ако може. Она што би сакал да го истакнам е сосема на кусо дека реката Серава, практично овој проект, коритото на реката Серава со Трин патека, е еден од трите носечки проекти. Еве овој почнуваме да го реализираме, вториот почнуваме да го проектираме, веќе започнавме, тоа е вода во Љуботен и Љубанци, исто така повеќе децениска потреба, и третиот ќе го најавам сега и ќе ви кажам дека пред крајот на мојот мандат секако ќе започне со изградба нова поликлиника на територија на општина Бутел. Со тоа би се реализирала 100% програмата по однос на сите посетни и покрупни проекти, но ќе ги надминеме и тие 100%, бидејќи ќе изградиме и многу повеќе проекти кои што не се ветени, веќе реализираме такви на многу позиции. Исто така би ги споменал носечките проекти кои што можеби не беа топ 3, но беа топ 10, кои што се веќе во завршна фаза, за многу скоро почнува училиштето во Избегово со настава, би требало да почне од 1 октомври. Во финална фаза е градинката во општина Бутел, асфалтираме насекаде, во период од 2 години, веќе до крајот на месец декември, практично до крајот на оваа година, ќе имаме асфалтирани 60 улици за 2 години, што не било случај за 10 години наназад. До крајот на мандатот ќе се потрудам да нема неасфалтирана улица, како што личи на една модерна општина, и секако постојните улици кои што се веќе дотрајани да бидат реконструирани, како што го правиме тоа и до сега. Така да најавувам многу плюс дополнително, многу проекти во иднина. Работиме на вистина посветено, искрено и честно. Најважно од се е тоа што работиме со љубов, и на вистина ми е мерак што конечно овој дел од општина Бутел, иако јас не живеам тука, веројатно ми е омилен. Малце е чудно тоа, но тоа е така, бидејќи ме врзуваат многу спомени, но и спонтано веројатно тоа се случува така во мојата глава. Но тоа не мора да значи дека нема воопшто, значи секако дека ќе бидат заборавени другите делови на општина Бутел. Секаде паралелно инвестираме, и во таа смисла мислам дека кога ќе заврши овој мој мандат, општина Бутел конечно ќе има еден сосема нов лик. Уште еднаш да ви се заблагодарам многу што во работен ден дојдовте во волку голем број, продолжуваме напорно да работиме и со Господ напред се гледаме во некоја следна прилика за многу скоро за најава еден нов проект. Благодарам многу. Да сте живи.